Почитувани представници на државните институции, ваши екселенции амбасадори, членови на дипломатскиот кор во нашата земја, ваши високи преосвещенства, владици од Македонската православна црква, од другите верски заедници присутни, почитувани ректори кои што сте денеска присутни, почитувани пријатели, гувернер на Народната банка, градоначалник на градот Скопје, градоначалници од нашата земја, почитувани медиуми, почитувани гости. Дозволете ми сосема накусо да го посветам ова мое обраќање во чест на исклучителното големо историско дело на светите браќа Кирил и Методи. Денешниот ден, 24 мај, денот на сесловенските просветители, не повикува да го одбележиме изворедното и единственото историско, културолошко и епохално просветителско значење за Европа, светот и Република Северна Македонија, изразено преку нивните мисии меѓу словенските народи во 9 век, просветителската мисија како поттик на епохален цивилизацијски процес. Целта на мисиите, која што покрај христијанизацијата, описменувањето и просветлувањето имала и функција на теолошка апологија на старословенскиот јазик и неговото користење во Божјите служби, кои дотогаш во Европа се вршеле само на 3 јазици, на латински, грчки и германски. Темелот на тој културолошки процес бил создавање на првата азбука глаголицата. Константин филозоф, кој подоцна го добива монашкото име Кирил, за основа на создавањето на првото словенско писмо, глаголицата, ги зема говорните карактеристики на словенското население на територијата на Македонија во околината на родниот град на светите браќа Кирил и Методи Солун. Ова ново писмо, благодарение на исклучителниот лингвистички сенс на неговиот креатор Свети Кирил, верно ги предава словенските фонетски особености, а истовремено им дава длабок печат на христијанските символи. Намерата на нивната мисија е Библијата да биде достапна за сите словени. Нивната мисија тогаш имала наднационална, цивилизаторска и обединувачка улога. Нивната мисија имала и целта, преку писмо, разбирливо за словенските народи, да се организира заедништвото во црквата како суштинска карактеристика на христијанската вера. Со преведената Библија во ракопис, светите браќа Кирил и Методи прво ги извршуваат мисиите меѓу сарацените и хазарите. Подоцна, на повик од царот Ростислав, заминуваат во Моравија и таму го распространуваат и утврдуваат христијанството на на старословенски јазик, сосема разбирлив за тамошното население. Ја развиваат препишувачката школа во тогашните манастири и ги умножуваат книгите за да им ги остават на свештениците за да ја продолжат нивната мисија. На повик од папата заминуваат за Рим, каде што Кирил се разболе и умира на 14 февруари 869 година. Методи се враќа во Моравија и до смртта се посветил на утврдување на Христовата вера меѓу словените. По неговата смрт на 6 април 885 година, неговите ученици, петочислениците, на чело со Свети Климент Охридски како епископ, го преминуваат Дунав и се враќаат меѓу јужните словени и словенски народи и основаат Преславската книжевна школа. Климент е испратен во областа Кутмичевица на југ во Македонија, каде што во Охрид ја основа Свети Климентовата Охридска школа на ниво на прв универзитет во Европа. Почитувани, неодамна, за време на првата историска посета на папата Франциск на нашата земја, имавме можност уште еднаш да се потсетиме на епохалното значење на појавата и на мисијата на светите браќа Кирил и Методи. Во својата енциклика Послание од 31 декември 1980 година, со која папата Јован Павле II ги прогласува светите браќа за патрони, заштитници на Европа,
Светиот Отец, кој по својата смрт е беатификуван во редот на светите ликови на католичката црква, пишува дека оваа своја одлука ја донел од 3 причини. Прво, заради јубилејот 11 века од писмото на папата Јован VIII, која одобри употребата на старословенскиот јазик и писмо, утврдени од светите браќа Кирил и Методи, како јазик и писмо на кој се дозволи да се одржува света литургија меѓу словенските народи. Второ, во чест на 100 годишнината од одлуката на папата Лео XIII, со која тој го прошири култот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи меѓу сите христијани, без разлика на која деноминација и припаѓаат. И трето, во чест на ветувачкиот теолошки диалог меѓу католичката црква и православните цркви на островот Патмос, кој се одржа токму во 1980 година, во истата година, кога светите Кирил и Методи беа прогласени за патрони, за заштитници на Европа. Овој чин само потврди дека мисијата на светите браќа Кирил и Методи е еден од првите примери на поврзување на различни култури со истовремено почитување на разликите. Тоа е вредност на која ние и денеска се повикуваме, секавајќи се на нив и на историјата, истовремено свртени со поглед кон иднината, за која велиме дека заедничките допирни точки не делат, туку не поврзуваат. Оваа вредност еве и после повеќе од 1150 години не учи и не инспирира. Во тој дух, ние денеска можеме да кажеме дека почитувањето на делото на светите браќа, заедно со сите останати словенски и други народи, кои чувствуваат ист долг кон нивната мисија и наследство, и ја слават нивната цивилизаторска мисија со достоинство и чест, е обединувачки фактор толку значаен за нашата современост и иднина. Нека ни е честит и вековит 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Благодарам.